Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва под лупа го ставаме Центарот за јавно здравје од Охрид. Со мене гостин во студиото на ТВМ, директорот Сашо Точков. Добре дојдовте во ТВМ. Добре ви најдов и благодарам за поканата. Господине Точков, за прв пат еве во ова функција сме разговарале на различни теми од различни аспекти во различни ваши функции, но директор на Центарот за јавно здравје од неодамна, речи си 3 месеци од негде почетокот на август. Ова институција постои од далечната 54 година и опфаќа еден широк диапазон на обврски на работи, но мислам дека граѓаните малкумина од нив знаат што се таму се работи и за што се сте вие задолжени. Па затоа ова емисија еве вечерва токму на тоа ќе ја посветиме. Како искуството еве од ова ваша функција, од овој краток 3-месечен мандат досега? Да. Ви благодарам за прашањето. Значи, искуството во директорувањето. Да, во директорувањето, инаку сте 25 години веќе дел од овој центар. Да, институција не е за мене ништо ново, но сепак голем предизвик е секако и оваа функција и она што се може Центарот за јавно здравје како јавно здравствена установа која што се занимава со превентивата, еден сегмент од медицината кој што морам да кажам, може би звучи нескромно, но е од круцијална важност, многу битен сегмент во развиените земји, најбитен дел од медицината, дел во кој што многу се вложува за да имате после поевтино лечење. Предизвикот е тој, го прифатив секако со одредени услови кои што подразбираат неполитичка инволвираност, затоа што и не сум политички инволвиран, ниту сум бил порано. Сето тоа имаше разбирање од оние кои што ме предложија за ВД директор на оваа институција и секако на својот пример, ево можам да кажам дека она што го слушавме во предизборните кампањи, дали тоа беше за парламентарните избори, дека она опција што е сега на власт, доколку дојде ќе имаат луѓе кои што и не се партиски членови на нивната партија, ево тоа на своја кожа јас го осетив и потврдувам дека она што го велеа зборот е збор, да на мојот пример тоа е така. Но секогаш се поставува тоа прашање, малку тука да дополнам јас, веднаш кога ќе имаме некој кој што ќе се стави на функција ново лице, веднаш се поставува тоа прашање дали има некоја политичка позадина. За жал, во нашата држава работите така се поставува, значи еден долг период дека мора тоа да се поврзи со политика а многу е важно политиката да се остави настрана од некои функции како што се еве впрочем и директорското место во Центарот за јавно здравје. Не гледам никаков заеднички именител во едно и друго. Политиката си е политика, секој си има свое убедување и да, своји симпатии, но не мора тоа да значи дека треба да биде пресудно за да бидете прв човек на некоја институција. Така е, токму така. Значи, живеевме можда наназад години и тие вредности се изместени и начинот на размислување изместен кај многу луѓе кои што, ето, кога јас бев назначен за ВД директор... Дури како тоа треба да се пратиме, зошто сме ние таму ставени. Токму така, ми го зедовте зборот, значи нема потреба од никаква. Добро е што во државата сега во овој момент се гледа во таа насока, се базира на стручноста, на менаџерските способности, барем во повеќе институции, колку што сум јас сведок овде, и тоа сигурно ќе вроди со плод, затоа што кога му давате доверба на некој човек да ја води една институција, треба да го оставите да ја води онака како што умее. Впрочем и довербата доаѓа заради што верувате во неговите способности. Тоа секако ќе вроди со плод. За жал не е тоа работа што од денес за утре ќе се види, но постепено ево се трудиме токму и во нашата институција ги мобилизиравме сите потенцијали, сите можни начини да ја промовираме нашата
работа да ги промовираме нашите активности, а пред се да ја подобриме и унапредиме здравствената услуга, здравствената грижа кон населението. Мислам дека ќе успееме, дека голем број предизвици, посебно пред превентивата, пред јавното здравје се испраени во целиот свет, не само овде, значи од сите оние хронични незаразни болести кои што се во пораст, до векторските заразни болести, до ризиците кои што ги имаме во животната средина со загадување, климатските промени. Сето тоа е работа на обсервација и на соочување со службите во јавното здравје и во Македонија, конкретно и на ова поднебје овде. Така. Не е чудно да се стави директор на некоја институција однадвор, но мислам дека е многу посоодветно ако биде човек однатре, затоа што ги знае работите одблиску како стојат. Еве, вие кажавме дека сте дел 25 години од Центарот за јавно здравје, значи сте се соочувале со голем број предизвици, проблеми, лично вие на ваш грб. Ме интересира што беше тоа за кое што прво се зафативте, значи кога еве дојдовте на ова функција, и тоа е процес, значи ќе тече и ќе трае и понатаму. Што е она што е приоритет да се направи и да се постават работите во некоја рамка во која што вие и вашиот тим сметате дека треба да бидат? Да. Пред се, јас се обидов и навистина сметам дека е тоа доста успешно да ги тргнам оние стереотипи и стеги кои што владеа меѓу вработените и да ги ослободам да го искажат својот работен и професионален потенцијал. Сметам дека тоа наназад години нема можност, не би навлегувал во причините, но се обидов и се надевам резултатите ќе ги видиме за скоро време, дека луѓето имаат потенцијал, вработените во Центарот за јавно здравје се добро професионално и стручно оспособени да одговорат на сите предизвици, секако со добро менаџирање, со добра организација на самите тимови, на самите служби, ефектите се неминовни. Ке спомнам ево првиот предизвик што уште кога станав директор беше организацијата на вакцинирањето против сезонски грип. Еве една новина од оваа година, значи одите веќе заврши вакцинирањето. Да. Мислам дека се потрошени оние вакцини кои што беа набавени, имаше голем интерес и годинава, ама имаше можности дома да се вакцинираат тие кои што не беа во можност да дојдат во центарот. Да, вакцинирањето во Центарот за јавно здравје заврши, се потрошија тие вакцини, но остана уште оние кои што во домашни услови ги вакцинираме, тоа се уште 70-тина луѓе, 70-тина лица кои што во текот на до крајот на ова недела и од наредната недела ќе ги завршиме. Денеска екипите на Центарот за јавно здравје вакцинираа во 3 реони во Охрид, вчера во Дебарца, утре Пештани и регионот на Пештани. Но тоа е ново со цел да излеземе во пресред на оние стари луѓе кои што наназад години ги гледавме како се мачат, ги носат нивните роднини, комшии или деца да примат вакцина. Ова година ние излеговме во пресред да одиме во нивните домови и да ги вакцинираме, секако запазувајќи ги сите оние критериуми и услови кои што се потребни, да има лекар, да има човек кој што ќе вакцинира, да има соодветно лице секако кој што ќе вакцинира, да има антишок терапија и се она што е потребно за да се изведе вакцинацијата. Мислам дека доста голем беше интересот, жал ми е што немавме повеќе. Нема можност за повеќе, за набавка за повеќе, значи за жал не. Тоа е завршена. Набавката беше завршена уште во април, мај месец, беше тоа национален тендер каде што секој центар за јавно здравје нарачува според проценките и анализите кои што за жал не ги правевме порано, нарачува одреден број на вакцини. Потребите се поголеми од 3000 вакцини колку што ние имавме. Колку вака еве реално би требало за овој регион кој што го покрива центарот? Вие покривате еден поширок регион, значи не е само општина Охрид, туку и Струга и Дебар. Колку вакцини реално би требале за овој да го покријат интересот во овој регион? Без никаква кампања, без никаква анализа, јас кога би бил
можност и состојба да нарачам, би нарачал 5000 вакцини без никаква кампања, но бројката сигурно би се движела околу 7000 вакцини со едукација на населението што значи вакцинацијата против сезонски грип, дека е тоа најефикасното и најефтиното средство за вие да се заштитите за една година од вирусот на грип. Но треба работа на терен, треба работа со луѓето кои што сакат да дознаат и можат да на некој начин ги видат бенефитите од вакцинирањето преку оние луѓе кои што се вакцинирали и кои што навистина имаме дека ефектите повратно дека ефектите се многу добри. Она што наидовме на проблем оваа година очекуван и го очекував тоа е од за жал од здравствените работници, колеги наши кои што ето дел од нив, не сите нормално, нема разбирање за тоа дека ние вакцините не ги даваме за тоа сакав да кажам и тоа е новина. Значи мораше да се врши вакцинирањето во центарот, не можеше кај матичните или на друго место како што беше пример години на нас. Ние можеме и кај матичните, ево утре одиме во Пештани каде што кај матичниот лекар за таа населба, но наш тим. Да. Значи, ние сме овластени и наназад години било така и сега нивното прашање беше секојаш лани како зедовме или олумлани или не знам како. Значи, ние не сме продавница за вакцини, ниту аптека, ние не продаваме вакцини, ние вакцинираме. Центар за јавно здравје е овластен од страна на Министерството да ја спроведе сезонската вакцинација против грип. Токму од тие причини ние мораме да бидиме тие кои што ги вакцинират, а не да ги даваме вакцините на роднини, пријатели или не знам кого, за да се вакцинира без оглед што и матични лекари бараа вакцини за да ги вакцинираат, тие се здравствени работници, секако можат тоа да го изведат, но последиците во случај нешто да се случи со тој пациент кој што ја примил вакцината, ќе падна на товар на тој кој што ја дал вакцината, не кој што ја убризгал, него тој кој што ја дал вакцината, од каде вакцината дошла, а сите вакцини се со серијски број, се водат нивната евиденција од каде дошле, така да тоа беше и причината и во иднина, секако дека тоа е правилниот начин на работа и за тоа ќе се залагаме. Затоа се извинувам до здравствените работници што можеби малку реагираа на поинаков начин на оваа новина, но мора да го прифатат тоа затоа што е тоа правило и процедура за работа. Ние не можеме да отстапуваме од тоа, но останавме отворени за секој матичен лекар. Имавме матични лекари кои што вакцинирале наназад години во Плаке. Така да ние превзедовме обврска да ја добиеме адресата, да земеме телефон и да одиме кај тие лица во Плаке или во Октиси за да ги вакцинираме и тоа и се случуваше. Стигнавме секаде онамо каде што ни беше пријавено. Ова беше, да речем, актуелно во претходниот период, но што е се друго во делокруг на работење на Центарот за јавно здравје? Рековме, значи, пред се превентивата, но еве да појасниме за гледачите. Што се опфаќате и за што се може да се обратат кај вас, затоа што мислам дека голем дел од нив и не се информирани. Да. Значи, Центарот за јавно здравје е сочинат од 4 дејности. Тоа се хигиена со здравствена екологија, епидемиологија, лабораториска дејност и социјална медицина. Во рамки на заводот постои и служба за административно-технички работи и економска служба, но овие се дејности кои што не ги поценувам никој, секако овие се дејности кои што се носечки во Центарот за јавно здравје и кои што на некој начин ги даваат услугите на населението, односно пружаат здравствена заштита на населението. Епидемиологијата, ево, овој сегмент на вакцинирањето против сезонски грип, имунизацијата против сезонски и други имунизации кои што се убавуваат во Центарот за јавно здравје се делот од епидемиологијата. Во таа служба е и службата во тоа оделение и службата за мерки за дезинфекција, дезинсекција и дератизација кои што ја спроведуваме во здравствени објекти, во најразлични институти. Па нешто ова есен позачестена ни беше и дератизацијата и прскањето против комарци. Така, во градот, да. Против комарци малку позачестено заради некоординацијата со Министерството за здравство, кое што веќе имаше на објавен тендер добиено да се изврши
дезинсекцијата, така да таа авионска дезинсекција се вршеше малце подоцна, односно во септември месец, што не бевме навикнати досега, но имаше една и во јуни месец. Дератизацијата ја вршевме во градот Охрид. За жал во Струга немавме слух од страна на локалната самоуправа, не е извршена дератизација, но ние сме тие кои што налагаат, а пред се инспекцијските служби кои што ја следат нашата проблематика, работата во превентивата и кои што ги задолжуваат одредени субјекти да согласно законот вршат ДДД заштита, односно ДДД спроведат ДДД мерки. Значи тоа е во делот на епидемиологијата. Секако во дел на епидемиологијата имаме советувалиште за репродуктивно здравје и советувалиште за ХИВ-СИДА, кое што активно работи, и сите оние кои што имаат желба, сакаат да се советуваат, може да дојдат. Посетено, каква е? Па не можам да кажам дека со овај наш менталитет очекуваме некоја посетеност, но работиме и на терен доста, посебно со екипите со Црвен крст, каде што имаме оние тестирања за ХИВ, СИДА и хепатит на одредени локации во градот. Тоа е доверливо, анонимно тестирање на луѓе кои што доаѓаат и сакаат да го проверат својот ХИВ статус. Затоа што на ниво на држава минатава година беше зголемен бројот на заболени од СИДА. Ние немаме нови случаи немаме за среќа, но не е тоа далеко од нас. Секогаш си викаме не е кај нас, но сепак не е далеко од нас. Така е. Доколку не сме будни и постојано да ги следиме состојбите, да ги гледаме тие ризици кои што можат да доведат до некакви заразни заболувања, вклучително и ХИВ-СИДА, не можеме да бидеме мирни. Значи мора постојано да бидеме и постојано сме на терен. Земајќи во предвид Охрид дека ни е туристички град, така па имаме многу луѓе од надвор кои што доаѓаат, навистина опасноста е уште поголема. Точно така, и затоа многу работиме на едукација. Планираме едукации, не сакам да зборувам назад, меѓутоа планираме едукација. Веќе имавме едукативни работилници во дел училиштата, средните училишта, на наши стручни лица кои што држеа предавања за ХИВ-СИДА, начин на пренос, начин на заштита и превенција. И сега во месец ноември планираме од сегментот на социјална медицина, кој што ќе преминаме во на втората дејност, која што па се испреплетуваат. Така е. Една во друга влегуваат на некој начин. Води статистиките за сите оние заразни заболувања, незаразни заболувања, морбидитетот, морталитетот на населението на овој регион, но и врши едукација од најразлични области од превентивната медицина. Сега во ноември месец со основните училишта ќе имаме едукативни работилници за физичка активност, за корисноста од физичката активност и како тоа младите треба да го практикуваат и колку е битно да таа навика ја има секој еден млад човек, почнувајќи од предшколска возраст. Понатака лабораториската дејност вклучува микробиологија, клиничка, санитарна микробиологија и санитарна хемија. Обично се извинувам само тука, кога ќе се спомне Центарот за јавно здравје, одма не асоцира на микробиологија. Некако најпосетувано тоа оделение од страна на граѓаните и веднаш мислиме дека само тоа е вашата дејност. Да, клиничката микробиологија е дејност која што е најповрзана со пациентите, затоа што тука пациентите бараат лабораториски услуги кои што ги врши нашата лабораторија, која што инаку е акредитирана по стандардот 17025 од Институтот за акредитација, и во санитарната микробиологија. Што значи тој стандард? Тој значи тој е светски стандард по кој што мора да се акредитирате за одредени параметри кои што ги работите. Пример, ние за вода, за испитување на вода зборувам, сме акредитирани во хемискиот дел и во микробиолошкиот дел. Значи не може тоа секој да го прави, така е кажано по дефинитивно, токму така. Народно. Токму така, и сите оние анализи кои што ги правиме услужни за испитување на квалитетот на водата во градските водоводи, во селските водоводи, се
подкрепени со сертификат за акредитација. Значи, нас секоја година ни доаѓа инспекција од институт контрола надзор од Институтот за акредитација на Република Македонија за да изврши да ја реакредитира лабораторијата или да каже дека има забелешки дека не се почитуваат овие процедури или оние. Значи процедурите се еднакви насекаде во светот. Акредитирана лабораторија во Охрид може да прави анализа за вода од Лондон. Значи така и ги контролираме ние нашите методи преку вршење на споредбени анализи со примероци од токму Лондон, спомнав, од ФАПАС институтот од Лондон, каде што испраќаат вода, се работи хемиски на одредени и се споредува колку и тие ни праќаат дали сме во границите. До сега навистина не сме имале отстапувања, доста внимаваме на тоа, на калибрација на инструментите и на почитување на сите процедури. Значи, делот на санитарна хемија и санитарна микробиологија го покрива она испитување на водата и испитување на прехранбените производи и испитување на козметичките производи или средствата за предметите за општа употреба. Морам да кажам дека од кога ветеринарниот институт, односно Агенцијата за храна и ветеринарство се одвои како посебна институција, примероците на храна и работата со прехранбени производи е доста смалено кај нас. Значи сите примероци на прехранбени производи одат од животинско потекло особено, одат во ветеринарниот институт во Скопје и тамо се анализираат, но сепак имаме договори со институции, со фирми овде кои што произведуваат прехранбени производи или прават пекари, сендвичари, сладкарници, кои што многу е битно да ги контролираат своите производи, да го знаат својот квалитет каков е и што продаваат на и за нивна сигурност и заштита. За нивна сигурност, токму така, иако е потребно да имаат сите оние HACCP системи и HACCP стандарди спроведени, но сепак е многу поважно да знаете вие дека вашиот производ, дека вашиот сендвич, дека вашата во градинките е многу битно, дека храната која што ја давате на децата или во мензите во школите, дека е со потребната нутритивна вредност, значи калорична вредност, дека ги содржи сите оние елементи кои што е потребно да ги содржи. Наназад години, кога ќе се сетам кога почнав на работа, ги правевме тие анализи редовно и многу се водеше сметка. За жал последните 20 на 15 години можда не се толку придава важност, иако се зборува за нутриционисти во градинките. Така, точно, а не практикуваме. Така. Тоа е она што го прифаќаме како наш недостиг. Недоволно сме ги едуцирале на доволно сме го едуцирале населението да знаат што значи здрава навика, што значи здраво да се однесувате кон своето тело, кон она што конзумирате како храна, затоа што здравието влегува на уста. Многу е важно што конзумирате. Ние и самиот систем и самото поднебие и самиот менталитет и да не кажам социоекономскиот статут на државата е доста низок, така да луѓето не ни можат да се хранат здраво, затоа што одите во продавници, гледате нешто што е поевтино, не гледате на декларацијата што има, како има, него тоа што е поевтино, тоа е поразително и на долгорочни патеки укажува дека смртноста кај нас е на многу високо ниво, во ниска старосна граница и процентот на малигни заболувања, да не зборуваме колку е покачен. Сето тоа се фактори кои што досегашната ваква здравствена политика ги произвела. Кога во еден здравствен систем вие одвојувате средства за секундарната и терцијарната здравствена заштита, а за примарната символично, односно за превентивната, символично, тогаш вие не можете да имате здрава популација. Затоа што вложувате во последиците, а не во причините. Секаде во светот, кај што има нормални, цивилизирани земји кои што се грижат за своето население, се вложува во превентивата, за да ги спречите болестите, за да не трошите многу за лечење. Најбогатите земји даваат во превентивата. Најсиромашните даваат дупло повеќе, но не во превентивата, во она што значи лекување. Чекајна само декларативно е она подобро да се спречи отколку да се лечи. Само парола. Зборувам како беше. Има најави
има поинаков амбиент, поинаква клима и од страна на Министерството за здравство и од страна на Фондот за здравство, кој е многу битен сегмент во обезбедување на средства за нормално функционирање на здравствените установи. Значи, има поинаков амбиент, достапноста на програмите сега, достапноста на проектните единици кои што работат во Министерството за здравство се на многу повисоко ниво. Се размислува на некој начин и се надевам навистина сум убеден дека мора да се направи нешто. Она пирамида што ја имаме на исхраната, ако ја знаеме, сега пирамидата на здравствениот систем, превентивата е најдолу. Сега ние сакаме да алармираме и да го вклучиме алармот од овде почнувајќи, но и другите јавни здравствени установи кои што се занимаваат со превентива, со јавно здравје, да ја свртиме таа пирамида наопаку, односно она превентива е така, дното да дојде на врв, а на дното да дојде да се почне со она што е најважното, превентивата. Се надевам дека во Министерството за здравство ќе работат на конципирање на таква здравствена политика која што ќе вложува многу во спречување на болестите, а не после во лекување, затоа што лекувањето е многу поскапо отколку превенцијата. Така. Малку ќе ве одморам тука, дојдовме до крајот на првиот дел од разговорот, а потоа за перспективите, значи што се идните планови и како планирате да се развива Центарот за јавно здравје. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентълмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Pampela, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. На добро познатата локација во строгиот центар на градот, со одлична храна и музика за сите префинети вкусови. Повелите во Fish Lunch Bar Лихнидос и присуствувајте во прекрасната атмосфера овој викенд заедно со Ристески. Група Сарај. Во Лихнидос го оживуваме вкусот на традицијата во боемски дух. Повелете и бидете дел од нашата приказна. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени, веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Го знаеш она чувство кога уживаш во нешто. Она кога знаеш дека правиш нешто добро за себе. Тоа е она чувство кога уживаш со бистрите супи на Подравка. Создадено од најфините состојки, со вкусна вистинска домашна супа. Направи супа, создади чувство. Подравка. Уживај во единствениот домашен вкус на бистрите супи од Подравка. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Погледни поинако, не сум само празна тегла.
утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и вина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Постојано ниски цени. Свежо пиле 1 килограм 115 денари. Джем 450 грама 69 денари. Лиснати соленки 125 грама 53 денари. Чоколадна торта 500 грама 185 денари. Кам, купувај мудро. Господин Точков, толку од нашиот одмор зад камерите, ние разговаравме малку на оваа тема која што вечерва ја ставивме под лупа, работата на Центарот за јавно здравје, каде вие сте директор од неодамна. Споменавме дека Центарот опфаќа 4 дејности, за 3 веќе кажавте, уште една да ја споменеме, да не останат занемарени во никој случај, значи тоа е на целина да ја заокружиме работата на самиот центар, да. Е оделението за хигиена и здравствена екологија, која што има дел за комунална хигиена и хигиена со здравствена екологија. Значи, во тоа оделение се вршат анализи, контроли и извештаи на сите оние водоводни системи кои што постојат и во градските средини и во селските средини. Се вршат здравствено-хигиенски прегледи на вработените во институциите, во фирмите, сите оние кои што оперираат со храна, кои што се во угостителски објекти, со барици, на шанкови кои што работат, значи се она кое што има директен контакт со поголема маса луѓе, да. Така е. Значи, и тука се вршат здравствено-хигиенските прегледи и она што е многу битен сегмент ја следи состојбата со квалитетот на животната средина, на ризик факторите кои што можат да доведат до нарушување на здравието на луѓето. Значи, од контрола на квалитетот на водата, како што спомнав, на прехранбените производи и на воздухот. Тоа е една целина во Центарот за јавно здравје која што е организирана преку тимови, преку соодветни раководни лица кои што го сочинуваат оној стручен тим кој што секој понеделник прави план, распоред, прво извештај за тоа што се направило минатата недела, па план што ќе се прави наредната недела. Значи, таа пракса ја оведовме од неодамна. Соработката е исклучително добра, она што постојано потенцирам и сакам да кажам дека неискористен беше потенцијалот на вработените. Потенцијалот на вработените во Центарот за јавно здравје е доста голем, доста висок. Охрабрени се сите да даваат идеи, да даваат мотивација и на своите колеги, на своето обкружување. Секако дека уште првиот ден кога дојдов поставивме правила заради дисциплина и критериуми на однесување кон пациенти, меѓусебно кон колеги и оние процедури, почитување на процедурите за работа, што секако дека има ефект. Не велам дека и порано не сме ги почитувале, но сега навистина придаваме на тоа. Се подзаборава, добро е да се обноват од време на време. Така е, придаваме важност на тоа, на она што се вели уметнички дојам. Многу ни е битно пациентот да дојде насмејан и да излезе насмејан, задоволен.
и тоа го чувствуваме и самите по сите оние пофалби што ги имаме, секако дека секоја критика е добронамерна, но се стремиме и сакаме да бидеме, и тоа е наша визија, да бидеме лидерска институција од превентивната медицина која што го промовира и го унапредува здравието на населението, а секако дека наша визија е преку оние наша мисија, се извинувам, преку оние релевантни здравствено превентивни програми да го промовираме и унапредуваме и спроведуваме здравствениот систем, односно здравјето на населението во овој регион. Каква е животната средина која што намеве овде не обкружува во нашиот регион, кој што вие го третирате, бидејќи и тоа е еден дел од вашата дејност, земено во предвид од квалитетна вода, квалитетна воздух, загаденост на животната средина? Да. Охрид е можда специфичен регион како туристички регион, но и специфичен регион по квалитетот на животната средина. Генерално, кога ќе кажеме, водата во изобилие кое што имаме во овој регион е со доста добар квалитет, зборувам и за Охрид и за Струга. Изворите се издашни и квалитетот на водата е константен, значи постојан, нема некои варијации во смисол на влошување на квалитетот. Проблем е човечкиот фактор, секогаш, посебно во делот кај водоводите кои што ги обслужува човечки фактор, односно треба да ги одржува. Тоа пред се мислам на селските водоводи, во дел од селските средини во Дебарца, Охридскиот регион, Струга, Дебар. Многу пат имате алармирано за тој проблем, но досега како да не наидовте на слух за решавање на истиот. Значи, во овие места каде што ги споменавте, не се врши ниту хлорирање на водата, што е нешто основно. Значи, перманентно овие граѓани пијат вода која што е со сомнителен квалитет. Така или што е потенцијално опасна за да предизвика загадување, односно за да во неа се појават и се развијат патогени бактерии. Значи, селските водоводи и се она што значи стопанисување од страна на местни заедници, односно урбани заедници, е дискутабилно, затоа што од најразлични, можда оправдани причини, местните заедници не можат да го обслужуваат, односно да го одржуваат водоводот, но не е крив оној човек кој што живее во одредена средина, а кој што по уставот му има право и обврска на тој што стопанисува со водовод да му обезбеди здравствено безбедна вода за пиење, без оглед каде тој се наоѓа. Реков дека е човечки фактор затоа што не, како што рековте вие, нема дезинфекционо средство. Значи водата во најголем број случаи нема дезинфекционо средство, што представува потенцијална опасност за подлога за развој на микроорганизми кои што можат штетно да влијаат врз здравието на човекот. Што може да се направи во овие ситуации, значи? Требало да се направи многу, требало да се направи многу одамна, ова е 10-15 години. Да, многу пати сме обработувале оваа тема со вас конкретно, но за жал се вртиме во истиот зачаран круг. Ние ево сега конкретно да не одиме само да кукаме за проблемите, него да одиме за кои се решенијата. Тоа е нашата интенција и тоа е нашиот аларм кој што постојано го активираме, иако можда одскокнуваме од другите центри за јавно здравје, не зборувам во квалитет, можда другите имаат и поквалитетна опрема и све, но она транспарентност и отвореност кон луѓето да знаат каква вода пијат, да знаат каква храна конзумираат, значи тоа не е скриено. Ако јас знам дека во чешмата во, не знам, артерска чешма или кај комерцијална банка, значи условно кажано велам, не е добра, јас ќе и кажам на моите пријатели, тие нема да пијат, но треба секој да знае дека таа не е добра, а не да криеме како што било некогаш порано. Значи тука сме транспарентни и отворени и сакаме да дојдеме до граѓанино, до населението, да знаат што јадат, што пијат, како воздух дишат. Ке покренеме иницијатива и веќе ја подготвуваме до градоначалникот на општина Охрид, на градоначалникот на општина Дебарца, на Струга и на Дебар. Токму за селските средини, за наоѓање начин кој што
слушнав дека е од правен карактер, затоа што местните заедници, урбаните заедници немаат основ, односно немаат сметка и не можат да имаат средства, да располагаат со средства финансиски за да можат да го одржуваат водоводот. Значи, сето тоа мислам дека ќе се реши и дека тоа нема никаква вредност во однос на вредноста на еден човечки живот или здравието на човекот. И е решливо и мислам дека ќе имаме слух кај новите градоначалници дека тоа би требало и може да се реши. Тоа е наша иницијатива што ќе ја покренеме и што веќе подготвуваме средба со локалните власти. Значи, сегментот на водата за пиење ќе го спомнам и од друг аспект. Имаме бројни чешми, јавни чешми кои што се во градот, артерски чешми кои што ги контролираме на 3 месеци, на 6 месеци во зависно од фреквенцијата каде се наоѓаат и за кои што, пошто најавивте во прилогот, односно пред паузата, дека ќе зборуваме за она што планираме да правиме. Значи, сакаме да направиме едно мапирање на сите чешми кои што се наоѓаат во градот со карактеристика секоја чешма каква вода има. И тоа да биде објавено постојано, секој месец да се ажурира состојбата на податоците за одредена чешма. Овде кај пазарот или не знам кај комерцијална банка, кај основното училиште Григор Паличев, секаде каде што има, граѓанинот ќе знае каква вода има, но не само да биде достапен на веб страната, него ќе може и преку мобилна апликација, преку мобилен телефон тоа да го направи. Следствено на тоа истото ќе го направиме, планираме да го направиме во летниот период за сите капалишта кои што се користат, јавни капалишта кои што се користат од туристите, од граѓаните во Охридското езеро кои што се капат на целата должина од Охридската од македонската страна, но правиме напори и со албанската страна да учествуваме во еден проект да направиме оние мерни места на испитување каде што ја контролираме водата од Охридското езеро, квалитетот на водата, да имаме можност да стигнеме до граѓаните, да го информираме каква е водата во градиште, каква е водата во Лагадин денес, дали ќе оди на таа плажа или ќе оди на друга плажа. Сето тоа се наши планови и сигурен сум дека ќе ги реализираме и сигурен сум дека во некоја народна емисија во на есен ќе разговараме каква е состојбата токму на таа тема. Тоа е она што е навистина голем предизвик и кој што ќе вложиме многу за да го искористиме и да го реализираме. Она што доста вложуваме тоа е едукацијата, учеството на најразлични конгреси, семинари, морам да кажам дека сега пред оваа емисија започна, односно се отвори деновите на превентивна медицина, симпозиум кој што овде во Охрид се организира, каде што од сите центри за јавно здравје и од здравствените домови, сите оние кои што се бават со превентивата, беа гости од Министерството за здравство, од Медицинскиот факултет, од повеќе катедри, каде што токму ќе се разгледува начинот на делување на центрите за јавно здравје, односно на институциите кои што се бават со превентивна медицина и завземање на вистинската функција, вистинското место во тој здравствен систем на превентивната медицина, се со цел да имаме поздраво население, бројките на оние болести кои што сега ги гледаме како баук, малигните заболувања, кои што со чии последици се бавиме, не сме ги, значи ќе се насочиме причините за тие болести, да ги елиминираме, односно ризик факторите, да ги едуцираме граѓаните, населението, како да се заштитат, како да не бидат болни, не да седат и да се тресат, што ако им се случи ова, не да живеат со здрави навики, за да не дојдат до такви заболувања. А кога станува збор за квалитетот на воздухот, сметаме дека имаме релативно чист воздух во Охрид. Благодарение на климата која што имаме местоположбата, но блиску до нас во соседната општина во Струга веќе известно време се случува една еколошка катастрофа од палењето на дивата депонија, така што загадувањето на воздухот е навистина евидентно. Дали тука се води некаква сметка, се води ли некаква евиденција какви се тие параметри на тие штетни честички во воздухот и блиско е Струга, значи воздушна линија е навистина многу мала и
воздухот на секаде циркулира, доаѓа и во Охридскиот регион. Не можеме да ставиме бариера па да кажеме дека некај нас во Охрид се е во ред. Така е. Она не случајно кажав дека општо, генерално земено или декларативно ние имаме чиста животна средина во Охрид. Значи тоа се флоскули кои што постојат уште поодамна. За да кажеме дека имаме незагаден чист воздух, мораме да имаме параметри, да покажеме дека ние ги вршиме овие испитувања и воздухот е чист во однос на јаглерод моноксид, азотен диоксид, сулфурни оксиди. Значи тоа го немаме. Во Охрид не се врши анализа на загадувањето од овие гасови кои што ги спомнав. Ние вршиме само... Значи зошто не се врши? Значи, каде ќе се врши и што ќе се врши, одредува Министерството за здравство со програмата која што ја изготвува и кажува дека во регионот на Тетово е битно да се испитува квалитетот на водата во делот на пестициди, затоа што таму има загадување, не знам, од југохромот. Но тоа е, пак ќе речам, по некои предпоставки предвидување од минатото. Значи, се менале работите во меѓувреме. Еве и Охридскиот регион кој што важел за чиста животна средина, сега веќе се изменети работите. Токму тоа сакам и да го кажам. Да. Може би немаме толку загадување на Охридското езеро од делот на хемиско влијание, односно хемиски загадувачи заради малиот број на фабрики или на отпадни води кои што се вливаат од ваков карактер, но имаме фекални отпадни води кои што преку реките Белгошка, Коселска, Сатеска, нанос од Сатеска влегуваат во Охридското езеро. Но сепак токму тоа што го кажавте, воздухот ние како знаеме дека не е чист? Според програмата која што е изготвена пред 20 години, со која се кажува дека во Охрид и Охридскиот регион се испитува аероседиментот, частичките кои што частички на прашина, на чад, кои што можат да предизвикуваат воспаление на белодробниот систем. На другите частички што се уште поопасни, воздух, значи колку од пред 15-20 години, колку само е сообраќајот зголемен, значи колку возила има, а да не зборувам за градбите кои што може би грубо звучи, го уништија градот, односно провевот на воздух. Ние имаме моменти на лето кога овде кај пазарот не се дише, покрај езеро каде што сме имале луфтирање, не можеме да дојдеме до чист воздух, иако езерото ни е близу. Значи, сето тоа, урбанизацијата, модернизацијата, технолошкиот развој, индустрискиот, немаме индустријски развој толку голем во овој регион, доведува да ние треба да ја преиспитаме таа програма и да видиме, да ставиме тие импинџери кои што се од Министерството за екологија, за животна средина, од Институтот за јавно здравје, да ги ставиме во Охрид и во Струга со депонијата, посебно ако имаме некоја акутна состојба која што наложува ние да го испитуваме квалитетот на воздухот и со други параметри. И дефинитивно сигурно онолку горење на депонијата, онолку чад, онолку честички кои што се излачени во воздухот, дефинитивно дека влијаат штетно. Да не збориме по селските средини каде што се врши горење на варници и така натака. Значи, имаме потенцијал за загадување затоа што немаме потенцијал за развој, за свест. За развој. Уствари, имаме потенцијал за свест, ама треба да се работи со луѓето, да знаат дека тоа што тие го загадуваат Охридското езеро или воздухот, тие истите дишат. Не е тоа некоја цевка, па оди кај некој друг или кај комшијата или не. Сите ние сме соочени со истото. Ако ние го фрлиме отпадокот на улица, ние ги сносиме последиците преку таа отпадна вода која што доаѓа до езерото и која што ние утре одиме со своите деца да ја користиме, да се капеме. Мислите ли дека еве веќе настана некои промени во државата, имаме промена на власта, значи промена во Министерството за здравство, во Фондот за здравство. Ќе имаат ли слух за сите овие проблеми кои што овде ги начнавме и за сите потреби кои што се отвараат, значи во ова поново време? Сме останале на некој ниво од пред 10-15 години и тапкаме во место. Значи работите треба да се движат напред. Да. Има најави, имаме значи позитивни насоки од страна на овие институции, но ни останува да веруваме дека така ќе биде. Ако и сега не биде, значи нас не бидува ни за држава, ни да воспоставиме. Ако имате вие јак здравствен систем, јак образовен систем, вие сте силна држава.
Тоа се компонентите, Основните главните компоненти да. на еден систем. Ако имате задоволни граѓани кои што пак велам, знаат дека е потребно да се изеде едно јаболко не прскано и да се контролира тоа што е прскано со какви пестициди, значи тоа е еден комплексен механизам кој што навистина треба сите сегменти да функционираат безпрекорно за да имате вие еден добар, стабилен здравствен систем каде што ќе бидат задоволни и здрави граѓани. Здравата популација ви носи напредок во све, затоа што ако сум јас болен, како ќе допринесувам за Центарот за јавно здравје, мојата енергија како ќе трошам, ќе седам дома, ќе се лечам, ќе трошам пари на лекарства за да се лечам, ќе пати и фирмата кај што работам. Значи тоа е еден цел систем. Затоа и ние морам да се вратам она што го најавувавме срамежливо при вакцинирањето против сезонски грипи, апелиравме, ги охрабрувавме институциите, посебно приватните, банките, здравствените работници, полиција, војска, да вложат за своите вработени. Затоа што отсуството од работа, кај нас се уште не сме дојдени до тоа ниво, него на запад, отсуството 1 час од работа, значи огромна загуба за работодавецот. Кај нас се уште имаме превработени што седат, а невработени што имаат потенцијал да работат. Да. Но се надеваме, значи тоа ни простанува дека ќе се менат на подобро, да. За жал, значи многу планови и проекти остануваат нереализирани поради недостиг на финансиски средства. Каква е состојбата на Центарот за јавно здравје од финансиски аспект? Каква состојба затекнавте? Многу пати кога зборуваме на оваа тема со разни институции или со некои други центри велат дека се со блокирана жиро сметка, па не можат планираните планови да ги реализираат и така натаму. Каква е состојбата кај вас? Дали имате извор на сопствени средства и што е она што побаравте од Министерството за здравство и од фондот како програма со која што аплицирате сега при крај на ова година за да се реализира во наредната? Да. Значи, немаме блокирана сметка. Немаме блокирана, не сме ни имале наназад години блокирана сметка, што значи дека на хартија позитивно работиме, но имаме доста добавувачи кон кои сме должни и имаме многу побарувања од неодговорни, несовесни директори на јавни институции па и здравствени установи кои што своите обврски кои што ги имаат кон Центар за јавно здравје не ги исполниле. Пред се ќе истакнам Проаква, значи најголемиот должник на Центар за јавно здравје, кон Центар за јавно здравје. Ние се грижиме за здравјето на луѓето со тоа што го испитуваме квалитетот на водата во градската водоводна мрежа и во селските водови кои што се приклучени на кои што ги стопанисува Проаква. Проаква налогно на тоа локалната? Затоа што тоа јавно предпријатие подкапа на локалната. Значи нека и локалната. Сега јас не сакам да кажам, меѓутоа вие да значи сега не сакам да се изразувам грубо, но воопшто да не сте засегнати дека должите, дека некој работи за вас, а вие не можете да ги сервисирате тие услуги, па излезете или немојте да бидете директор или раководител или не знам што. Значи, ако не можете да ги обслужувате услугите кои што морате да ги правите, онда дајте и ние да не плаќаме вода или значи условно зборувам, Проаква го зедов еден. Имаме уште такви институции во градов кои што ето не се совесни, имаат други проблеми. Проблемите на една таква институција не влечат и нас. После и ние имаме проблеми, влечеме некој друг. И тоа е циркулус вициозус, што би се рекло, и проблем и цело општество станува проблем. За тоа да не се случува, секој треба да знае со што располага и кои му се можностите и потенцијалите. Ние знаеме со што располагаме и она што кажавте, имаме услуги кои што ги нудиме и кои што се дел, многу мал дел од финансирањето на Центарот за јавно здравје, кои што ќе спомнам покасно го користиме во какви цели. Ако од Министерството за здравство ни издвојувале за програма за контрола на квалитетот на површински води во Охрид, за 150 површински води, ако ни даваат средства за 150 површински води да работиме во сезона,
Сега, предходно сме имале за 300 води. Значи, смалени се програмите, средствата кои што се даваат од страна на Министерството и фондот за одредени програми кои што се во интерес на подобрување и заштита на здравјето на граѓаните се смалени во последните години. Тоа морам да го кажам. Фондот за здравствено осигурување е институција која што е многу битна за функционирањето на здравствениот систем, односно на здравствените институции. Ние од фондот добиваме одредени средства кои што одат во насока на исполнување на потребите на населението за овие анализи за микробиологија што доаѓаат пациентите. Значи, тие се според наша проценка годишна колку нас средства ни требаат за наредната година. Сега испративме план и програма за вид и обем на услуги кои што ќе ги работиме односно наредната година, а кои што се исти како и оваа година. Од фондот секоја година наназад, за ова година не можам да кажам уште не е стигнат договорот, но остварив средба со многу позитивна и многу корисна средба со директорот на фондот, кој што навистина верувам, сигурен сум дека ќе направи напор да фондот биде навистина на услуга на здравствените институции, односно на пациентите. Ние, значи, испративме една програма за видот и обемот на услугите кои што ќе ги вршиме и колкави средства ни се потребни за тоа. Секоја година наназад сме добивале помалку. За 1/3 помалку. И ние веќе во октомври, ноември и декември, ние не располагаме со средства за да можеме да земеме реагенси, за да можеме да вршиме анализа на копрокултура, на хеликобактер, на хламидија, на микоплазма. Значи, сме соочени да се бориме со пациентите, да им велиме вратите се, немаме реагенси. Зошто на еден пациент би го интересирало кој што плаќа здравствено осигурување и кој што му е обезбедена здравствена заштита да дојде во Центар за јавно здравје и да рече се враќам, јас не можам да ги направам анализите. Тоа не смее да се случува, се случувало многу години наназад, но тоа не смее да се случува и тоа и за мене предизвик. Јас велам доколку сите овие мои заложби и заложби на тимот со кој што работиме, ако не можеме да ги исполниме, значи ќе се тргнеме настрана. Не знам зашто би фигурирал како директор или како било што, ако јас не можам да им пружам здравствена заштита за тоа за што сум поставен на сите пациенти, без разлика на вера, националност и старост или било што. Тоа е она што го очекуваме и се надеваме дека Фондот за здравствено осигурување, иако знаеме во какви небулози се навлезени во однос на средствата, колку се должни, колку непотребни работи се правеле во минатото од набавка на апаратура за која што нема соодветен кадар, па апаратурата стои 3 години во подруми, па се плаќаат пенали, па договори исклучувани, значи не сакам да навлегувам, си има служби кои што се бават со тоа, но огромен е проблемот. Ова го кажувам од информациите кои што ги добивме на редовните средби со министерот, односно заменик министерот од Министерството за здравство. Тоа е оно што навистина го поздравувам и е многу позитивно и многу корисно. Еднаш до 2 пати во еден квартал средби. Имаме средби на регион, доаѓа министерот или заменик министерот и директорите ги кажуваат проблемите, насоките, како ќе се движат понатаку. Башка на тоа, ние на наша иницијатива направивме да директорите на центрите за јавно здравје имаат своји средби, координативни средби, еднаш месечно. Сега ќе се случува таа во Охрид на 2 ноември. Сите од 10 центри во Македонија, од Институтот за јавно здравје, ќе бидат гости овде. Ние ќе сме домакини, ќе разговараме за токму овие проблеми кои што ги имаме, како да ги надминеме и заеднички настап во Министерството и во Фондот за здравство. Се е тоа со цел и во интерес на пациентите. Верувајте дека нема полошо, знам затоа што наназад години сум се соочувал како раководител на одделението за лабораториска дејност, сум се соочувал да морам да ги известам пациентите дека немаме реагенс, дека ќе ни стигне после нова година кога ќе имаме средства, но пациентот не го интересира. Тој е болен и тој сака да си ја контролира својата состојба и никако
не наоѓам во криво дека е пациентот. Пациентот е секогаш во право, посебно кога ќе ги дава, кога ќе ги бара оние услуги за кои што мора Министерството, односно здравствениот систем да му ги обезбеди за редовно плаќање на здравствено осигурување. Така. Веќе го исцрпивме времето за оваа емисија, отворивме многу теми, гледам дека има многу што да се разговара за работата на Центарот за јавно здравје. Ние сме во постојана комуникација и парцијално ги обработуваме сите оние интересни теми кои што се и актуелни за граѓаните. Благодарам за овој разговор, еве вака под лупа одблиску работењето на овој центар, кој што рековме е регионален, обслужувате уште две општини, Струга и Дебар, тоа не е мал регион и не е мала обврска. Ви посакувам сите овие планови кои што ги имате зацртано да ги реализирате на задоволство на сите, на граѓаните и на пациентите. Ние сме тука да следиме вашата работа. Ви благодарам вам на интересот. Токму со вашиот интерес покажувате колку и вие се грижите за населението, затоа што населението мора да знае како да остане здраво. Ние сме тука на располагање во Центарот за јавно здравје за сите информации, за сите потреби кои што имаат граѓаните, а кои што се однесуваат на нашата дејност. Сме тука да излеземе во пресред и секако морам да кажам она парола која што ја кажавме да не остане само парола, туку навистина да биде функционална, подобро е навистина да се спречи отколку да се лечи. Вложувањето во себе, во своето здравје, во навиките, менувањето на навиките кон здрави навики, луѓето имаат и здрави навики, има и такви луѓе, но практикување на здрав начин на живот ќе се исплати. Хендикепот на превентивната медицина, на центрите за јавно здравје е она што ние го работаме, не се гледа од денес за утре, него на подолг рок. Зато општества кои што имаат здраво население, тие вложувале во превентивата. Така. Благодарам уште еднаш. Транспарентноста е првиот чекор до успехот на работа и на една институција, а и на тој кој што е поставен за прв човек. Благодарам. Значи, тоа никогаш не ви недостасувало, сигурно сум дека и сега ќе е така. Благодарам.